Продолжуваме со емисијата тука во студиото, како што најавивме, го имаме господинот Јовица Стојановиќ, директор на Управата за санкции. Господине Стојановиќ, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Како директор на Управата за санкции ги надледувате казнено поправните установи, затворите, состојбата во нив. Ќе разговараме за тоа, ќе разговараме за сето она што е актуелно во јавноста поврзано со состојбите и со затворите, со состојбата на затворите, со затворениците, со затворскиот персонал, со сите проблеми и проекти кои се спроведуваат таму. Но за почеток сакам да ве прашам едно прашање за кое малку се зборува, а тоа е пробацијата и за кое ми се чини дека јавноста не е доволно запознаена. Имено Македонија веќе 8 години има закон за пробација кој овозможува известни сторители на кривични дела кои се осудени, тие потоа извршувањето на казната да го прават на олеснителен начин, дали дома, дали со други видови на казна, значи да не одат во затвор. Тоа го предвидува во законот. Но тој закон воопшто не се применува во пракса. Не знам дали воопшто имаме затвореници кои ја обслужуваат таа пробација. А сето тоа е поврзано со пренатрупаноста на затворите, со состојбите, со сето ова што зборуваме. Па еве сакам да ве прашам, законот за пробација не се применува, зошто не се применува и што би се подобрило доколку се применува? Полака, благодарам, значи што почнате со низа на прашање, меѓутоа за да се одговори на сето тоа што вас ве интересира, што го набројате на почетокот, ни треба малце подолга емисија од оваа што имате. Затоа ќе се фокусирам кратко и фактографски на пробацијата, на закон за пробација, пробацијските канцеларии и што тоа значи во пракса. Имено како што кажате дека 2015 година донесен закон за пробација, со одложено дејство од 2016 година. Првата канцеларија од пробација е отворена 11 месец 2017 година. Потоа во 2018 година продолжиме со отворање на други канцеларии, така да се отворени сега севкупно 11 канцеларии во сите судови со проширена надлежност. Вработени се вкупно 33 пробацијски службеници и не е точно дека не се изрекува пробацијски мерки, затоа што тука се фатени неколку мерки. Тоа се проценка на ризик на обвинет во текот на судската постапка, условна осуда со заштитен надзор, општо корисна работа, куќен затвор и условен отпуст од постојаните затвори со заштитен надзор. И може да набрајаме статистика како тоа изгледа во текот на годините, за да стане јасно дека тоа навистина се применува и бројот расте од година во година. И јас секогаш кажувам дека тоа е втор најголем затвор во Република Северна Македонија. Така да ќе почнем со статистиката. Но не се применува доволно. Па мислам дека расте интересот и примената. Јавноста нема увид дека тоа постои. Сега, откако сум дојден во Управата за извршување санкции, веќе ова е четврто гостување на некој медиум, каде што јавно го кажувам и го споделувам со јавноста она што се работи во пракса и точно јавноста не знае доволно за пробацијата и затоа ве повикувам да направите плюс емисии, да промовирате со тие што работат во пракса, со судиите што ги изрекуваат овие работи. Имено во агендата на Управата за извршување санкции во наредниот период се предвидени прво средба со директорот на Академијата за судии и обвинители, затоа што сметам дека таму треба прво да се почне да се акцентира улогата на пробацијата, а после тоа ние како караван или како група на луѓе кои што се занимаваме со оваа проблематика да направиме посета по апелациони подрачја, да одржиме предавања и запознавање на судиите со бенефитот од пробацијата во пракса. Значи да ги набројам кратко статистиката. Да видиме статистиката што вели. 2017 година има само 4 случаи во Скопје, 2018 разочарувачки 2 случаи. Меѓутоа, од 2019 година наваму таа бројка расте. Значи, 2019 година се 165 случаи вкупно, 2020 се 276, 2021 се 451, 2022 се 475 и тековнава 2023 година само овие 2 месеца веќе 100 предмети имаме. Тоа значи е задоволителна бројка, меѓутоа има простор уште многу повеќе да биде, затоа што сметам дека пробацијата е една добра алатка за да се растерети пребукираноста, пренатрупаноста во нашиот затворски систем. Да, имаме еве и анализи на невладен сектор кои ги правеле во однос на пробацијата дека
и покрај порастот на пресудите дека судовите остануваат најслаба алка во системот на пробација, па и вие самиот велите дека треба да разговарате со Академијата за суди и јавни обвинители. Искуствата на пробацијските службеници пак говорат дека тие што добиле условен отпуст, поретко ги повторуваат делата и полесно се враќаат во општеството. Значи, имаме пораст на користењето на пробација, еве, тоа го покажува и статистиката, но и самиот велите недоволно. Очигледно е дека најмногу треба да се работи со судиите и да се зборува со нив, ми се чини. Па сметам дека судската власт треба да биде подобро запознаена со лепезата, значи на алтернативните казни кои што постојат, затоа што ни се случува еден парадокс да бидеме пренатрупани со упатни акти за отслужување на казна која што е заменета парична казна. Со 3 месеци имаме околу 1000 упатни акти кои што чекаат за реализација со должина 3 месеци, 2 или 3 месеца. Мислам дека тоа се луѓето од пандемијата. ковид протоколи. Од ковид протоколите, да. Сметам дека тоа многу поелегантно и поедноставно би било да бидат санкционирани, да затворите не бидат полни, да биде со пробација. Затоа што во Скопскиот суд највеќе има тука предмети, тоа се применува и сега не знам дали постои можност да се изнајде да сите овие пресуди кои што се чекаат како упатни акти да се некако тоа врати на повторно судење. Не сум судија, не сум правник, затоа што мислам дека тие ликови, тие лица што ќе дојдат во затворот се изложуваат на криминална инфекција за тој период од 3 месеци и непотребно гужва ни прават во самиот систем. И ние, ако се движи со таа динамика како што ги пресудуваат тие, можеби 2-3 години нече можеме да намалиме бројката во затворите, ако не се примени повеќе пробацијата во пракса и условниот отпуст. Само тука можам да споменем дека имаме статистика постоечки упатни акти во затворскиот систем што чекаат за реализација се 2600. А актуелната бројка во затворскиот систем е 2200. Па сега вие рачунете плюс ковидот, кога затворскиот систем може да се растерети, да нема гужва, како што е и во моментот. Значи, не имаме 2600, кажавте, затвореници? Да, упатни акти, не, 2200 имаме. 2200 се извинувам затвореници, а уште 2000 имаат упатни што треба да одат во затвор. 2600 што треба да дојдат во сите затвори, плюс што чека за ковид протоколи. Плюс околу 1000 што чекаат. За ковид протоколи. За ковид протоколи. 3 пати да се зголеми капацитетот во државата за да може да се прима сите. Но ми се чини дека извршната власт тоа сега има намера да го реши на друг пат. Законот за амнестија веќе е доставен во собрание. Тие сакаат тоа да го решат со една општа амнестија за сите тие кои ги прекршиле правилата за ковид протоколи, бидејќи како и што вие сами откажавте, не знам дали правно е изводливо сите тие да се вратат на повторно судење, па да се даде пробација, дали е доцна веќе за сето тоа? Тоа не е наша надлежност, ние се знам дека не е ваша, да. Пресуда, решавање, меѓутоа и јас тука би искоментирал дека што правиме со оние што веќе издржале казната или ја платиле казната, како нив ќе ги обештетиме. Значи мора да се најде едно целисходно решение кое што нема да биде на штета на тие што веќе завршиле со казната. Тука ми се чини дека очигледно за ова прашање дека судовите или Министерството за правда требало многу порано да мисли, веќе на самиот почеток кога почнале овие процеси, значи да се мисли на пробацијата. Значи тогаш требало веројатно судовите и судиите да се охрабруваат повеќе да работат со пробација токму за овие луѓе. Па сметам дека мерките им стоеле на располагање, треба да се охрабрат на вистина судите и ако може нешто да кажем како апел дека на вистина ние не тражиме да се ослободат осудените лица од затворите, него да им се даде шанса за подобра реинтеграција и вклучување во општеството, затоа што додека е лицето на условен отпуст со надзор, тоа е под надзор на пробацијските службеници кои што го водат во средината и му помагаат да се снајде полесно назад во средината. Затоа што ако имате лице кој што имало 10 годишна затворска казна, кога ќе за надвор од затворот, светот е променет за него. Тој нема можност да биде надвор дома во средината или да се доедуцира, да види пазарот на трудот е променет. Ако му даде судот условен отпуст со надзор од 12 месеци, например, тоа е доста доволен период да се тоа лице и остручи, да се води во средината и да му се најде адекватно решение на пазарот на трудот. Уште ова за пробацијата, значи според статистиката еве на пример во Германија, само 5% од осудениците завршуваат во затвор поради користење на пробација, кај нас тој процент е околу 20.
Има ли некакво истражување до сега направено во правосудниот систем? Зошто не ја користеле толку често алатката судиите? Ги знаеме ли причините? Вие кажавте дека не биле доволно информирани за лепезата на можности. Но имаме ли фактичко знаење зошто тоа се случувало? Дали имало анкета, дали имало неколку прашалник, нешто истражување спроведено до сега или не? Па вака, значи статистиката е спроведена врз основа на анализи кои што направиле лицата кои што работат во управата за изvrшење санкции, тие бројки се добиени од судовите. Меѓутоа, зошто судовите или судиите не изрекуваат пробација, тоа е сепак прашање до нив. Меѓутоа, од она што сум го имал како можност да разговарам, дел од судиите сметаат дека тоа не е казна. Меѓутоа, условното судување исто така не е казна ако гледаме така. Условната осуда, а овде имаме можност условна осуда со заштитен надзор. Имаме општо корисна работа, имаме условен отпуст од затвор со заштитен надзор, каде што тие лица ќе бидат под нечив надзор. Значи нема да бидат слободни. Да. Добро. Во однос на тоа, значи доаѓаме до состојбата во затворите, тоа е поврзано и вие самиот како што кажавте, доколку треба во моментот да одат сите луѓе кои чекаат да одат во затвор, да ни треба трикратно поголем капацитет на затворите, а за состојбата во затворите често слушаме критики. Но сега слушаме критики и од новиот министер за правда, Кренар Лога, кој вели вака: состојбата во затворите е срамна, ќе интервенираме со итни мерки. Значи, го цитирам, тој вели, меѓу другото, најавува забрзување на постапката за помилување на лицата кои извршиле правила на пандемија и вели: затворскиот систем е оптоварен. И група пратеници во собранието го презедува потребното дејство пред јас да дојдам во министерството за амнестија и вели дека имав и 2-3 средби со представници на амбасадите и побарав да ни дадат донација за што побрзо да го решиме овој проблем, бидејќи состојбата во затворите е навистина срамна за секоја земја, а особено земја која претендира да е членка на Европската Унија. Ми се чини прилично остри критики од министерот за состојбата во затворите. Тоа е негово право, значи како министер си има право да се каже и да ги согледа работите од негов аспект. Може би има некои податоци кои што јас ги немам. Од она што имавме неколку средби на барање на министерот, нормално јас сум во состав на Министерството за правда, елаборирав се од податоци каде што кажав дека точно дека се пренатрупани затворите, имајќи во предвид дека имаме 2100 кревети, а имаме на лице место во моментот 2260 осудени лица. И тоа кажува дека сме пренатрупани. Јас некогаш се чудам како некои директори успева да ги сместат лицата во установата и да ги имаат на број, затоа што, например, ќе го земам прв ми е на списокот тука КПУ затвор Скопје, кој што по стандарди европски затворски правила има 135 кревети, а во моментот му се бројат 226 осудени лица. И бев на лице место на дупло, да речем. Па за 100 повеќе од ориентационо. Јас таму сум провел 9 години од мојот работен век и сметам дека нема место каде да се стават толку луѓе и мора да се прави нешто за тоа се релаксира. Добро, ова се извинувам, во пракса што значи дека спијат на пот тие што немаат кревети на душеци? Не, во Шутка нема таква работа, меѓутоа таква појава имаме КП до Медризово, затоа што немаме физички каде да сместиме кревети. Имаме некаде 40 до 60 лица што спијат во ходник на душеци, кои што сега, како што кажате и цитирате министерот, на средба со него изложив еден краток план кој што ургентно може да се направи да се санира одреден дел во затворот Идризово, за да тие лица се сместат во колку толку пристојни услови да не бидат на пот, да се обезбедат кревети и санитарни јазли за да може да ја издржуваат казната во тие нови услови. Тоа е некој дел од Идризово кој сега не се користи? Стара амбуланта, првиот спрат не се користи, меѓутоа го реновираме за да биде функционален и да може тука да бидат лицата сместени, а да не бидат во ходник во зградата. Добро. Во затворениот дел зборувам, затоа што она што јавност исто така малку го знае дека во полуотворено и отворено имаме по европски стандарди објекти 546 кревети каде што се сместени 4 лица во просторија со LED телевизор, со кабловска програма, со санитарен чвор, со топла вода. Така, тоа јавност исто така многу малку го знае. Добро, има ли некакво ова
што вие сега го зборите едно итно, да речеме, адхок решение за таа критична состојба, има ли некакво системско решение за македонските затвори, освен еве пробација, тоа е едно решение, има ли некакво друго решение во поглед на инфраструктурата за подобрување на условите? Има ли некаков план за тоа? Така, значи 2017 кога дојдов во управата за изvršenje санкции, зашто јас повеќе пати сум на позиција во затворскиот систем и сум 29 години ефективни. Ние дел субстандардни услови што ги имаме и објекти ги рушиме, дел ставаме во функција, така да динамика има во сите установи и сметам дека доколку вие изразите желба, јас од моето доаѓање имам преку 200 дозволи дадено за влез на медиуми и невладени организации кои што се занимаваат со оваа проблематика, да ја видат состојбата во затворите. Сите се фаќаме, или јавноста најчесто каже, катастрофална состојбата во Дризово. Поимот катастрофално, лошо, треба да се дефинира. Има или нема услови за издржување на казната затвор, точно дека во затворениот дел на ѕидот во Дризово не се условите како што треба по европски затворски правила, меѓутоа тоа, ако го ставиме на целиот број, се извинувам, на осудени лица во државата е некаде 25% од севкупната работа. Другите 75% се задоволителни услови, дури некаде кажувам дека се и многу добри. По стандарди зборувате за другите затвори? Да, тука е, например, во 2020 година ставен во функција новиот воспитно-поправен дом во Волковија, затворот Куманове, нова градба, Штипскиот има дел реновирани делови, Битолскиот затвор е комплетно реновиран со грантови, Прилепскиот затвор исто се реновира. Сите директори, односно менаџмент на затворите, се трудат да ги подобрат условите за престој на осудените лица. Меѓутоа, отежнителна околност е една работа што буџетот се намалува, втора работа е што пренатрупаноста е сериозен проблем, меѓутоа исто така и вработувањето на нови кадри. Ние имаме установи каде што немаме доволен број на луѓе за да држиме состојбата некогаш и под контрола. Тоа исто така тие вработените... Само се извинувам да довршам, кога реков дека стратегијата за излез од оваа состојба е во продолжувањето на проектот за изградба и реновирање на казнено-поправен дом и Дризово, втората фаза, каде што се предвидува да се изградат уште во затворениот дел во ѕидот, уште 500 и повеќе 30 кревети ми се чини, нови објекти со можност за сместување на висок безбедносен ризик осудени лица. Исто така во кругот на КП дом и Дризово предвидена и градбата на новиот централен истражен затвор, односно притвор, како што го кажуваме, да биде единствен во Република Северна Македонија. Тамо се 412 кревети. Во законот за извршување на санкции постои можност и тие притворски оделенија или во секој затвор да се направи специјално оделение за високоризични лица, така да излезот го гледам, значи едната работа е пробацијата, втората е во градење на капацитетите. Да, во поглед на вработените и вие како што велите, дури некогаш е прашање дали може да се одржи контролата во поглед на вработени, но и прво би прашал каде лежи проблемот во тоа, дали во парите, дали во буџетите, дали Министерството за финансии не одобрува вработување нови, и исто така во поглед на актуелните, на постојните вработувања, тие се жалат во јавноста дека и примањата не им се добри, дека им се мали, дека во однос на работата, на ризиците, и велат дека условите за работа не им се воопшто добри. Имајќи во предвид дека сум доволно долго во затворскиот систем и сум работел во повеќе институции, сум запознат со сите услови за работење, меѓутоа во 2019 година направивме измени и дополнување на законот за извршување санкции, каде што на сите вработени предвидовме што работат во затворите, зголемување на платата за 30%, значи се однесува на затворска полиција и ресоциализација, а тие што работат во управни згради, значи администрација, за 25% повисока плата во однос на таа што ја имале. При тоа сите имаат и ризик од 30%, значи бенефициран стаж. Така да личниот доход просечно во затворскиот систем е преку 30.000 денара, меѓутоа висината на платата, на доходот, не е причина за да некој се впушти во несакани действија кои што ги слушаме често пати и кои што ние правиме напори да ги елиминираме, а околу новите вработувања
Сметам дека процедурата и проценката на институциите каде се потребни одобрување за вработување не е на адекватно ниво и не е одраз на реалноста во пракса. Од безбедности причини не би кажува каде треба плюс вработување, меѓутоа имаме установи каде што имате на 6 осудени лица еден затворски полицаец. Тоа е неодржливо во пракса. И би требало тука, значи, Сега јас не ги знам стандардите, но тоа е значи малку, треба повеќе. Така, затоа што добро би било кога би било 2:1 или 3:1. Двајца затвореници, еден чувар зборувате. Да, еден затворски полицаец. Да речеме, имате ситуации во установи каде што нема комплетен стручен тим, каде што немате луѓе во администрација што треба да ги водат тековните работи. Рестрикциите од Министерството за финансии каже намали за толку проценти, намали за толку проценти. Ние имаме состојба во 2 години 80 затворски полицајци отишле во пензија. Немаме се уште примено никој. Затоа што плановите не се направени по пропис, не се направени по стандард. Последниот план што е однесен за 2023 година е направен точно по насоките на Министерството за финансии. Сметам дека во наредниот период ќе биде одобрен. Сме алармирале и на повисоко ниво и сметам дека ќе биде одобрен и треба да се олесни таа пракса и процедура за прием на луѓе во затворскиот систем затоа што тоа е неопходно. Да, но од друга страна она што се случува во затворите, да речеме на некој начин излегува цело време во јавноста, гледаме дека од затворите излегуваат често снимки, тоа значи дека внатре се користат мобилни телефони, дека имаат интернет, но понатаму исто така се зборува во јавноста дека тие мобилни телефони им се продаваат на затворениците и тоа за големи пари од страна, дали од страна на чуварите или од страна на самите организирани групи внатре во затворите, не знам, но не само тоа, дека внатре има и недозволени супстанции, дека има дрога, дека сето тоа циркулира во затворскиот систем. Што се прави за да се сузбијат тие појави? Гледаме од време на време МВР прави рации во затворите, запленува и дрога и мобилни телефони, но се чини дека таа појава не престанува. Па за да се надмине таа појава, како што кажав и претходно, процедурите за вработување на лица треба да се олеснат, за да имаме доволен број, за да може самите установи да постапуваат комплетно она што го прави МВР по налог на обвинителство и со согласност на управата и на судот, да самите установи го работат во редовна пракса, затоа што дел од установите се опремени со скенери, меѓутоа човечкиот фактор е проблем не само во нашата држава, туку и во другите европски држави. Сум има може да ги посетам и таму се појавуваат такви проблеми, меѓутоа нашата заложба да се тоа спречи. И затоа бараме координација и помош од другите служби во државата, како што е МВР, да не ги бројам сега и другите, обвинителство, судство, затоа што делот од вработените што го работат тоа и што се пуштат во такви приказни, не треба да дозволиме да ги обележат сите 1100 вработени во затворскиот систем. Да. Значи, да речеме сумирано, според ова што вие го велите, треба повеќе вработени, треба повеќе затворски полицајци за да се одржи тој ред и дисциплина, но исто така претпоставувам дека не треба вработување на било какви затворски полицајци. Дали и на тоа се гледа? Дали се гледа и на интегритетот на личностите кои се вработуваат? Дали се проверува и тоа? Не знам како функционира. Па тие кога ќе дојде ред за вработување, значи согласно позитивните законски прописи се вработуваат, меѓутоа како ново вработени треба да поминат и низ на обуки во тренинг центарот кој што конечно после долго време ставене во функција. Тука од огромна помош и Совет на Европа и нашите партнери од Европската унија и други кои што ни овозможуваат дополнителна обука на кадрите кои што работат во затворскиот систем. Да, добро, во поглед на случувањата, вчера излезе една вест дека повторно имало тепачка помеѓу две групи во Идризово, ми се чини таму беше наведено дека биле вклучени затвореници од диво населје. Тоа не е толку важно за ова, важно е што имало тепачка и често случајме дека има такви, имаше една
со Бојан Јовановски, нели тоа беше познато во јавноста кога беше нападнат во затворот, па потоа беше постапено и така натаму. Значи, дали е ова исто така одраз на ова што го зборуваме за недостиг на кадар или за ова што вие го кажувате како некогаш неможност да се воспостави контрола? Па кога станува збор за инцидентите, јас прочитав дека и на некоја весела во Швајцарија помеѓу луѓе на забава дојдени избила тепачка. Имало тепачка, така. да. Кога на такво нешто, кога доброволно доаѓате, имате настан, што очекувате да имате во затвор каде што се сите првенствено осудени лица. Меѓутоа јас не сакам да кажам дека секогаш сите се и насилни. Меѓутоа во еден комплекс, во една институција каде што имате внатре во зидот некаде околу 600 лица, 500 лица и нешто, каде што имате различни профили на осудени лица, нормално дека ќе има закачки и расправи. Битно е дека состојбата може да се стави под контрола, да не ескалира на повисоко ниво, а точно исто така дека е во недела имаш инцидент во КПД Медризова, запознат сум со тој настан. Тоа се неколку групи, што би рекле неформални групи кои што функционираат во установата. Денеска пратив надзор да земат податоци од таму и да дадеме препораки што да се прави понатаму во таква слична ситуација доколку се појави. Евидентно е дека не недостига персонал и услови за сместување на тие лица со висок безбедносен ризик. Кога сме кај Бојан Јовановски го спомнавме, гледаме тој веќе подолго време се жали бара од судот да му се овозможи да се лекува вон затворот, вели дека има медицински проблеми, последните информации ми се чини беа дека треба да му се вади желудникот. Не знам, не навлегувам во суштината на тие негови барања, но гледаме дека константно ги кажува и на некој начин тој имплицира дека со него не се постапува внатре добро, спротивно на неговите медицински потреби и така натаму. Како би го коментирале неговиот случај? Прво, поединечни случаи не коментирам, затоа што здравствената состојба на секој осудено лице е лична работа и која што не е за експлоатирање во јавност. Добро, он сам си експлоатира, не експлоатираме ние. Не би се впуштил во тие дискусии, затоа што ние постапуваме согласно нашите ингеренции, надлежности, затоа што нашите согледувања не се совпаѓаат комплетно со тоа што го читаме во медиумите. И тоа би оставил така. Ако сака некој да се увери зашто станува збор, има институции како треба да се провери. Значи, има луѓе што може да дојдат да проверат дали е тоа така или не е така и не би сакал да коментирам поединечни случаи на вистина, затоа што, како што ви кажа, во затворскиот систем имаме 2260 осудени лица, кои што секој, да речем секој, меѓутоа поголемиот дел имаат и здравствени проблеми од различен тип. Меѓутоа, никому не ускратуваме здравствена заштита, доколку препорача доктор, значи се сместува во болница, таму се обезбедува со затворска полиција, не зборувам за поединци, зборувам за секој еден. Ако има укажано дека треба се прави физикална терапија и тоа го правиме, ги носиме на физикална терапија, што ни е дополнителен терет, затоа што, како што кажав, немаме доволно персонал, немаме некогаш доволно возила за сите спроводи да ги реализираме. Меѓутоа, побарав статистика од затворите да ми дадат колку тоа спроводи прават за потреби на суд, за здравствени потреби и бројката е фрапантна. Че ги имам точната бројка и може да ја споделам со вас. Да, кажете слободно. Во моментот не ја знам, ама кажем да речемо за 9 дена Идризова има преку 100 спроводи за здравствени заштита. А самото Идризова има ли лекар затворски? Како функционира тоа? Со законот од тоа? 2016 година здравствената заштита во затворите е премината под Министерство на здравство. Тоа е ефектуирано во 2018 година. Целокупниот персонал што работеше во затворите како медицински лица и опрема што имеа затворите е дадена на располагање на јавните здравствени установи кои што се најблиску до постоечките затвори. Така да за Идризово и за Шутка, Скопје е ЈЗУ, ја викам Битпазар, тоа е веројатно здравствен дом, називот точен. Добро, тоа решение, сега јас онака лаички, не знам тогаш кои биле причините да се донесе, вака не ми личи баш на практично решение, ми се чини дека е попрактично во самиот затвор да има некаква првична медицинска помош или нега, не знам, па потоа ако треба да се оди на специјалист. Што мислите вие за тоа?
Во втората фаза на развојот на КП Дом Идризово предвидена е дом болница со сместувачки капацитети и ординации. Меѓутоа, постоечкото законско решение кажува че ние не го носимо ЈЗУ Битпазар, него ЈЗУ Битпазар, односно здравствен дом, делегира вработени во затвор. Треба да стави таму вработени. И има вработени, значи, ние во полуотворениот дел на КП Дом Идризово имаме стоматолошка ординација која што ни е донација од Советна Европа, самата опрема чини 20.000 евра. Меѓутоа, се уште не е стајана во функција и баш минатата недела имав состанок со директорот на јавната здравствена установа, господинот Виктор Исјановски, и најдовме некоја солуција да направиме напор да ја ставиме во функција таа ординација стоматолошка, затоа што делот спроводите до клиника е и потреби од стоматолози. Да, добро, тоа е еден цел ланец, јас би кажал, на проблеми системски, бидејќи како што вие се соочувате со недостиг на вработени, тие се соочуваат со недостиг на вработени, на обслужување на пациенти и навистина тоа е проблем на кој очигледно треба да се работи повеќе. Господин Стојановиќ, еден од поголеми инциденти кои се случи, тоа е бегството на Беким Мемети од затворот Идризово. Таму тогаш полицијата МВР осомничи затворски полицајци и командир за тоа бегство во вмешаност. Докаде е тој случај, имаме ли таму некаков епилог? Мемети, колку што знам, се уште не е вратен во затвор, но имаме ли тука некаков епилог околу целата таа истрага и случај? Па точно, јас кажав дека тоа беше една пред моето доаѓање во управата за извршување санкции, меѓутоа со моето доаѓање и моето искуство кое што ги имам, направивме напор и дополнителна анализа на веќе постоечкиот надзор во КП Дом Идризово и врз основа на тој надзор е постапено и самата установа има и дисциплинските постапки ги има завршено и неколку од тие затворски полицајци се отпуштени од работа. Значи кои биле инволвирани она што е надлежност, тука, да. она што е надлежност на КП Дом Идризово. Другата постапка се тече преку обвинителство. Дали тогаш во поглед на вашите надлежности и протоколи е спречена можноста повторно да се случи вакво нешто, бегство од ваков тип? Бидејќи знаеме дека имало низа на пропусти при транспортот на Мемети и затоа и се случило. Па директорот на КП Дом Идризово веќе има издадено наредби директни кои што не сме да се прекршуваат и мора да се почитуваат. Предметниот настан имало низа недоследности и пропусти во самото течење и обезбедување на осуденото лице од висок безбедносен ризик. Добро, но прашањето ми беше дали сега со сегашните протоколи е спречено да се повтори такво нешто? Сега секогаш може да се случи бегство, знаеме, но дали се спречени вакви пропусти како што биле при овој случај? За да не се повтори. Мислам дека конкретно тоа е завршена приказна затоа што за секој спровод од зградата, значи на лице кој што има повисока казна, се бара асистенција од полицијата. Значи на таков тој начин дополнително обезбедување на спроводот до клиника или и назад. И дока што треба. Добро. Многу зборуваме за состојбата во затворите и самиот кажавте дека се пренатрупани, во какви услови се затвореници, но имавме случаи кога одредени осуденици прилично се привилегирани во таа насока, како што е случајот со Сашо Мијалков, да речеме, или со Орце Камчев, за кој значи ти искористија некои законски дупки, да речеме, ја смени адресата за живење, па лежат во лежеа или не знам дали лежат во некаков полузатворен тип во Охрид, па понатаму излегува информација дека воопшто не ни оделе во затвор, дека не се не пријавувале. Што велат вашите информации за тоа? Кој казнено-поправниот дом Струга е од отворен вид и за лица од небрежно. Значи, сега во моментот Закон за извршување санкции во процедура за менување, измени и дополнувања, и сметам дека министрот дал насоки тупанчески во тоа време да казнено-поправниот дом Струга биде само за лица осудени за небрежност, а од она што знам дека увидот надзор што го направила управата за извршување санкции, имам и записник каде што разговараме со предметното лице што го спомнувате. Јас пак ќе потенцирам. Не сакам да разговарам за поединци. Меѓутоа, доколку има некои недоследности, нека се пријава, ќе ги испитаме, ќе постапиме.
Добро, јас не знам за тоа ве прашувам, јас ве прашувам за оно што излезе во јавноста како информација и за тоа, а што покажа надзорот на управата тогаш, јас кој што се сеќавам, имаше таму и во однос на спровод некој имаше, спровото за суд, имаше... За тој надзор зборувам дека разговарале со лицето што го спомнавте. Да, да, знам за тој случај кога не беше донесен на суд, па беше прашање дали е и пратено известување до затворот, дали судот пратил, дали не пратил, па тој надзор. Но што велат вашите информации за тоа, за информациите дека и во тој отворен тип на затвор, дека споменатите лица воопшто не доаѓале таму, не се не пријавувале. Дали сте слушнале нешто за тоа, бидејќи имаше и такви неофицијални, можам да кажам, информации. Се што може да се слуша, дека користи погодности, тоа им овозможува установата, меѓутоа при надзор на управата, ако констатираме такво нешто, сигурно нема да биде таму. Добро, и вие велите дека Топанџевски дал насоки да се смени тоа, сменето ли е веќе или во процедура? Да. Значи сакате да кажете дека во иднина вакви, ајде да речеме, законски можности или некои би кажале законски дупки не може да се користат од лица осудени за тешки кривични дела? Па прво нема да може да лежат таму. Значи да издржуваат казната таму. Затоа што тоа се од небрежност јасно е сообраќајки таки случајни кривични дела. Да, и на таков начин ќе се спречи. Па сметам дека тоа сепак работа на судот и упатниот акт го дава судијата за извршување на санкции кој каде ќе издржува казната затвора. Да, судот се разбира. Добро, и имаме уште неколку минути до крај. Јас предлагам повторно да се вратиме вака на комплетниот затворски систем. Зборувавме најмногу ми се чини за Идризово. Што е со не знам дали се уште се нарекува истражен затвор Скопје, популарно наречена Шутка. Да, не знам како е официјалното, формалното име, каква е состојбата таму, бидејќи се зборуваше многу дека и таму условите не се воопшто добри. Дури многу затвореници коментираат после Шутка и Идризово ни е како хотел. Кога ќе дојдеме, толку се лоши условите, дали е навистина така? Значи зависи за кој да треба, кога зборуваме за казнено поправна установа Скопје, така наречена Шутка, имаме притворски дел, каде што имаме притвореници, и имаме дел каде што издржуваат казна затвор, осуденици до 3 години. Нормално таму имаме едно специјално одделение за висок ризик. Индикативно е тоа дека делот каде што е направен затворот и не знам точно која година има ново крило направено, влагата која што има на тој простор, значи прави да тие услови не се адекватни за издржување на мерката притвор, а дел и за издржување на казната затвор. Значи секој директор што доаѓа таму и управата со буџетот со кој што располага дава поддршка за да се тоа нешто санира, да се реновира, меѓутоа деструктивноста на одреден број на осудени лица или на притворени лица доведува состојбата биде таква каква што е. Имено јас поделувам често пати искуство од посета на затвор од Даблин, во Ирска, каде што имаме затвор од другата светска војна, хангари. Па перфектно. Значи одржувањето од страна на самите осуденици, затоа што знаете дека во нашите установи хигиената, одржување на осудената популација, на ние служби за одржување на хигиена и на објектите посебна, и самите осуденици, значи, рачунаат дека тоа треба да се уништи, да се, не знам, направи нефункционално, рачунајќи дека тоа ќе направи штета на државата или на установата, при тоа не водејќи сметка дека тие тука ќе престојат на подолг период. Всушност се наштетуваат на себе си. Да. А казнено-поправната установа Скопје, значи Шутка притворот, ви кажа дека во втората фаза на изградба комплетно нов комплекс за издржување на мерката притвор, каде што ќе има и стручни служби кои што веќе во фаза на издржување на мерката притвор ќе работат со тие лица кои што ќе бидат натре, ќе имаат простори за заеднички активности, шеталишта повеќе за да бидат повеќе надвор и проактивно да се работи со нив, уште додека се во фаза на истрага. Добро, и за крај како еден заклучок во поглед на останатите затвори, каква е состојбата, имаме ли некои објекти кои се во лоша состојба, во посебно лоша состојба?
Во моментот немаме објект кој што е во полошо состојба од зградата и амбулантата во Идризово. Сите други објекти се во подобра кондиција, затоа што ви кажам, значи зградата, ако ви кажем податок дека сега во моментот имаме 180 лица повеќе него што треба да имаме во зградата. Да, не, јас зборував Во 6 крила. за другите затвори на целата држава, во другите градови. Па јас сум задоволен како изгледа, значи последно тука може да кажеме од Гевгелија, Струмица се труди, Штип, Куманове нов затвор, значи затвор Тетово иницијатива имам од директорот, значи ВП домот е нов, Охридскиот затвор е многу мал, меѓутоа и тој има добра кондиција, Струшкиот затвор има добри услови, Битолскиот реков дека е комплетно реконструиран, Прилепскиот се труди да одржи работа, меѓутоа генерално во моментот проблем е пренатрупаноста на установите. Има две, ајде да речеме две, можеби има повеќе филозофии за тоа како треба да се одржува таа казна во затворите, па гледаме дека некои западни земји како Шведска одат во една насока каде што одат во целосна хуманизација на тој престор, буквално ги прават затворите како хотели, верувајќи дека на тој начин подобро ќе дојде до ресоциализација и до повторување на кривичните дела. Некои исто така западни земји не одат баш во таа, имаат класични затвори. Значи зборуваме за две различни филозофии на издржување на казна. Што мислите вие, која е подобра? А добар затвор нема. Затоа што од земањето Да, и дома да ве затворат не е добро, да. Од земањето на слободата е многу тешка работа. Но во поглед на ресоциализација, што за мислите? ресоциализација имајќи во предвид дека тоа е мојот позив, повик во пракса потребни се повеќе предуслови социјалниот момент да се вклучи, а не, како што рековте, имате затвори со ниво на обезбедување и немате никаква интеракција внатре, него имате одржување на толку години треба да издржи, нема можност да излезе надвор, нема погодности надвор од установата. Ние имаме микс кој што беше многу добар, зборувам во период кога сум работен од 94 година, во воспитно-поправниот дом, каде што имавме, значи, основно образование, имаше можност да се праќаат децата на средно образование во градот да излагат средина, значи имавме кабинети за учење, библиотека, работилници за различити занајати, да тие лица кои што ќе дојдат, ако се неписмени, да завршат образование, да се едуцираат со други занајати и кога ќе се вратат назад во средината да работат. Во КП Дом Идризово имавме работилници, каде што осуденичката популација беше работно ангажирана во текот на целиот ден, па тамо сигурно сте слушнали, сите знаете дека имаше и млекара, и дуборези, работилници, и производство за намештај, за сервис за возила. Сето тоа е вон функција кога дојде 2017 година, затоа што двете стопански единици дојел препороти, дојел економија, сега се, значи, владени предпријатија кои што не екзистираат во пракса. И ние практично на 1200 осуденици немаме работен ангажман за да им го исполниме тој тековен ден. Има ли некаков план за тоа да се рестартира, можеби, не знам? Во законот е предвидено, значи, рестартирање на тие објекти и на тие доели нема можност, затоа што тоа е ингеренција на владата, меѓутоа на лице место тоа е сето вон функција. Во законот постои јавно-приватно партнерство со некои фирми кои што може да се направат да се искористи како работна сила затворската популација, тамо каде што има подолг престој. Пред се тоа мислам на КП Дом Идризово, КП Дом Штип и КП Дом Прилеп, тоа би може да функционира. Со тоа што многу добар пример, тоа го видовме во Германија, како фирми го користат тој простор во установите. Значи, го ангажира осуденикот за одредена надомест, си има приходи и така. Да. Добро. Ви благодарам, господине Стојановиќ, за ова интервју. Се надевам дека отворивме некои дилеми, одговоривме на прашања и се со цел да потикнеме позитивни процеси во затворскиот систем. Благодарам на можноста да ги искажам тие заложби на управата за извршување санкции, секако трудот на вработените во затворскиот систем, со тоа што пак ќе потенцирам сето она што не е дозволено, бараме помош и поддршка од јавноста и институциите да го искорениме. Ви благодарам уште еднаш и почитувани, ова беше Студио 10 на телевизија 24. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со нашата програма.